exotischer Fleck, wo Kamele durch die Wüste ziehen. Und steckst du mal in Sand, kommst du dort nie mehr weg. Tja, vergiss es, dann platzt der Termin. Plötzlich dreht sich der Wind und die Sonne verschwindet. Es herrscht eine Zaubermacht. Trau dich nur, komm vorbei, geh zum Teppichverleih und flieg hin zur arabischen Nacht. Arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind, wie jeder weiß, viel heißer als heiß und das immer mehr. Arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land. Gewarnt sei der Tor, der hier was verlor im ewigen Sand. Bietet dir allerhand, hier sind Abenteuer furios. Und vertraut mir, sein Zauber ist weltweit bekannt. Sesam, öffne dich, jetzt geht's los! Arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind feurig brisant, auch recht amüsant und erstaunen dich sehr. Arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind, wie jeder weiß, viel heißer als heiß und das immer mehr. Packt ein Messer und Schwert, hier hat Mut seinen Wert. Es ist schwer, doch das wär gelacht. Trau dich nur, komm vorbei, geh zum Teppichverleih und flieg hin zur arabischen Nacht. Arabische Nacht. So endet das Stück und es herrscht nur noch Glück für den Bräutigam und die Braut. Meinen Segen habt ihr, doch ich habe noch hier Angebote für euch aufgebaut. Und es stimmt auch der Preis, meine Waren sind heiß, sie begeistern mit ihrer Pracht. Tschüss, lebt wohl, inshallah, wir sind bald wieder da mit der neuen arabischen Nacht. Добре ни дојдовте во ваквиот тип на емисии, тоа се најдобри креации. Малку знам дека каснам со епизодите, беше тоа поради здравствени причини. Денеска ќе ви покажам една градба, која е така добра. Значи, требаше ова да снимам пред еден месец, значи, требаше да се снима оваа пред еден месец, но за жал, затоа што поради здравствени причини и не можев да снимам. Затоа, еве, започнуваме. Значи, ова е Аладин, градот на Аладин, заедно со неговиот замок. Значи, ова е така обична градба, реков да направам, па, ајде да почнеме. Еве, ќе почнеме од замокот. Гледате како скалите се направени. Значи, тука вратата, имаме вака, поделено на делови, ова е тука, така, базенче, гледате длабоко е, 3 коцки. Базенче, одиме понатаму, овдека е престолот, како што гледате на кралот. Добро, да одиме понатаму. Овдека се тајните тунели на Џафар, лошиот волшебник. Тука му се затворениците, како што гледате. Одиме после нагоре.
Еве, како што гледате, тука е маса, овдека седи кралот, тука седат ќерка му Аладин. Еве, како што гледате, има повеќе торти. Тука е собата на Јасмин. Гледате креветот. Овдека е огледалото. Овдека е местото за спиење на тигрицата. Таа има не тигрица. Градината на Јасмин. Ова е градина. Што гледате. И овдека е терасата. Потоа ќе се спуштиме надоле. Еве, тука е градот. Има повеќе продавници, тезги, продавање. Сега ќе мора вака да одиме. Тука низ улици, за да го најдеме. Почекајте малку. Тука мораме да летнеме, значи требаше да дојдем на оваа улица. Значи овдека е собата на Аладин, кога тој таму живеа горе. Па да кажеме тука кога живееше на улица. Да видиме тука што има. Па мислам дали да земеме од тука некој има една торта, сиров лосос, кувана риба. Не, да му ги оставиме, нека ги јаде Аладин. Да не му крадеме сега од неговото. Сега, значи, што беше во врска со оваа градба. Значи, како што гледате, ова е град. Тоа е таму замокот. Овдека гледате дека има вака убавости си е направено. Сега ќе одиме до ова место ваму. Како што гледате, овдека вака има пат од злато. Тој води до овде. Значи ова е устата на мечката. Значи овдека Аладин ја пронајде волшебната ламба со духот. Еве како што гледате, тука има полно злато и волшебната ламба. Значи сега ќе летнам и така летам, ова е во креатив. Па гледате, господин Ендермен. Па да ви кажам, буѓе. Па тоа беше тоа што се зборуваше во оваа емисија. За вас имаме едно големо изненадување, значи мислам дека на крајот на овој месец ќе излезе тоа што го правам, еве со веќе 2 месеци го правам и повеќе. Значи тоа што го правам, значи мислам дека на крајов на месецот би требало да излезе или почетокот на мај. Ќе видиме како ќе биде. За сега, чао!